Добар ден, драги мои. Ете повременската прогноза, следуваме ние, црвена линија, јас и вие подобро да речам. И она што не дели се разбере само телефонскиот број, кој што верувам ќе го завртите и тоа ќе ве има во поголем број 023076677. А еве и причината поради која што сакаме да ви има во поголем број. Денес ке зборуваме за тоа дека минатата година со времена мерка за спречување на сиромаштијата, ДДВ-то на струјата се намали од 18% на 5%. Според истата мерка, сега ќе се покачи на 10% и прашањето е зошто никој не поднесува нов предлог закон за спречување на сиромаштија. Може би причината е надоениот буџет, а може би и финансирањето на политичките партии. Какво мислење имате на оваа тема? Секако ќе споделите заедно со нас, а јас секако и ќе ве потсетам дека можете и треба да не заследите на Facebook профилот Црвена линија, каде што секојдневно објавуваме нашата тема и меѓу другото да лајкнувате, шернувате и коментирате ако подобро се снаоѓате на социјалните медиуми. Како и да е, секое ваше мислење и став е добре дојдено. Меѓу другото, ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на Инстаграм. Причината е следна, бидејќи секојдневно објавуваме на Инстаграм стори анкетни прашања, па така и денес, на кое што токму вие сакаме да ни го дадете вашиот одговор. Денес ве прашуваме дали ја победивме сиромаштијата? Одговарате со да и не, а секако анкетното прашање ќе биде поставено и за сите оние кои што ќе се вклучат во Црвена линија. Значи, еве уште еднаш ќе направиме можност, знаете како е со технички помагала како компјутери, ќе ве потсетам меѓу другото, покрај тоа што ќе очекувам да земете учество на Инстаграм стори, еве уште еднаш ќе покажаме, значи дали ја победивме сиромаштијата, тоа е прашањето, одговарате со да и не, ќе кликнете таму на стори, а сега и ќе ве потсетиме зошто не смеете да пропуштите денешната топ тема. Со оглед на тоа што ќе имаме уште една тема плюс во ова денешно издание на Црвена линија, а тоа значи дека утре започнува Европското првенство во ракомет и тоа за жени. Македонија ќе биде ко-домаќин на првенството и тоа заедно со Црна Гора и Словенија. Во Скопје се играат мечевите од групата Д, која сочинуваат Франција, Холандија, Македонија и Романија. Така да утре во 18 часот ќе бодриме за нашите репрезентативки кои што на теренот ќе се соочат со Франција и од 20 часот се разбира со надпреварот кој што ќе биде одигран меѓу Холандија и Романија. А сега ќе ве потсетиме зошто не смеете да го пропуштите денешното издание на топ тема. Домаќин ќе биде мојот колега Бранко Казаковски. Скопје е домаќин на Европското првенство за ракометарки. За целата организација, подготовка и очекување од турнирот и за случувањата во македонскиот ракомет зборуваме со претседателот на Ракометната федерација на Македонија Живко Мукаетов. Топ тема со Бранко Казаковски вечера во 19 часот и 15 минути. Подготвена сум за вас, се подразбира 023076677. Ке потсетам за оние кои што може би малку подоцна се вклучија. Денес зборуваме за тоа дека минатата година со времена мерка за спречување на сиромаштијата, ДДВ-то беше на струјата се намали од 18% на 5%, а според истата мерка сега ќе се покачи на 10%. Зошто никој не поднесува нов предлог закон за спречување на сиромаштијата? И секако, еве и гледачот кој што го имаме, верувам, веќе во програма, прво што ќе го прашаме дали тоа значи дека ја победивме сиромаштијата. Добар ден за првиот гледач во Црвена линија. Да, добар ден. Па еве според вас, дали значи дека ја победивме сиромаштијата? Да не, или не? сиромаштијата никош што се победило и има да победиме. Добро. Оваа тема што ја ставена на дневен ред на некој начин бара ни темелни одговори, затоа што, не знам, вие вчера на вашата телевизија, на друга телевизија беше Марко Мислимовски и кажат дека има и други начини и модуси да не се дојди до плюс 5% да се зголеми данокот. Така да не е ништо сигурно, ali ja se nadam дека владата на Република Северна Македонија ќе инајде начин
да остави поново тој ДДВ на 5% за електричната енергија, а за да не дојде до поново поголема сиромаштија во Република Македонија. И јас се надевам дека нема да се случат такви работи, затоа што иднава година не е битно тука дали се прави голем буџет или мал буџет. Со тој буџет прошлиот пат дискутираме, имаме големи средства, околу милиарда и кусур милиони да ваќаме кој долг, кој камати. Затоа јас сум оптимиста дека струјата од 1 јануари 2023 година ќе остави на 5% данокот, за да може да му помогне на сите граѓани во Република Македонија. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам и сега и компјутерот е подготвен, а тој подобро и нека повторуваме повеќе, како велат повторувањето е мајка на знаењето, а она што сакам да знаете е да бидете активно вклучени и на Инстаграм профилот на Црвена линија. Причината е следна, имаме нова анкета во денешниот ден, што значи дали ја победивме сиромаштијата, е она што ве прашуваме, одговарате со да и не. Сега кои оние кои што ќе се вклучат во Црвена линија, како и претходниот гледач, на кого ќе му речеме големо благодарам за вклучувањето, добивме одговор дека сиромаштијата никогаш не може докрај да се победи. Што ќе ни каже следниот гледач? Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам, вие сте во Црвена линија. Вака, прво една критика, гласот со Телеком и Телма телевизија касни на 15 секунди, така да губиме од времето за зборење. Сметам дека 5% треба да остане до крајот на кризата, затоа што ако се зголеми на 10% и ако се зголеми струјата, со меркава што ја најави владата дека пекарската индустрија, млечните производи, месната индустрија дека ќе добијат поевтина струја, ништо нема да се добие, никој ништо нема да поевтини, секој остане како до сега. Само граѓаните ќе останат осиромашни за овој процент и 100% ќе има едно 10% плюс покачување на струјата од јануари. Така, вие не сте оптимист како претходниот гледач. Па и ве дали за себе имате план направено како да истуркате зимата? План. Со Господ напред, каков план? Да не служи времето, помалку да трошиме струја за грејење, тоа е тоа. Така, еве сега и на темата плюс, секако не можеме да игнорираме дека утре започнува Европското првенство ракомет за жени. Верувам дека ќе следите, па еве, кои се вашите прогнози кога станува збор за надпреварот утре Македонија Франција? Па тешко ќе биде со французинките. Но ќе биде задоволство да се гледа, верувам. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија и еве напомена во однос на забелешката дека тонот доцни, секако дека се ќе доцни ако се следи нели разговорот кој што го имаме меѓусебно кога ќе се вклучите во Црвена линија преку телевизорот. Затоа само завртете 02 307 6677, веднаш намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувајте само телефонски со мене во Црвена линија. И се разбира, програмата без проблем ќе ја слушате само преку телефонската слушалка. Нема ништо во тој случај да доцни. Благодарам многу за гледачот кој што се вклучи. Време е да вклучиме и нов гледач. Добар ден. Добар ден. Еве, кој е вашето видување? Дали ја победивме сиромаштијата? Никогаш. Сиромаштијата никогаш не била победена и не може да биде победена. Затоа што таа не прати во сите сегменти. И вчера, и денес, и утре. И ние ќе си палкаме, а таа ќе ме удира по глава. Не тоа да кажам околу струјава. Ова да речем, значи да остане цената на струјата иста или да се врати уште 5% од ДДВ-то. Да ви кажам најискрено, воопшто нема да ги погоди граѓаните, затоа што тоа 5% ќе дојде негдека на месечно ниво, негде околу 200-300 денара. Меѓутоа, кога ќе земете нас не погаѓа млекото плюс, месо, зејтин, брашно, сите тие прехранбени артикли ќе отиде за 2000 денари плюс во месецот. Тоа треба да го дискутирате, тоа треба владата да го решава. Не овие 5%, овие 5% се минимално во однос на оно што ме чека секој ден ни се случува
Кога одиме, еве денес во продавница, ништо не купив, кесата празна, 2 ларки отидоа. Јас ми се чини дека треба да погледнеме кон прехранбените артикли, затоа што без тие прехранбени артикли не можеме да останеме. Да речам, струја може 2 јалици помалку да горат, ама стомакот мора да биде полн. Се понеквалитетна земаме храна и така ќе продолжиме. Благодарам. Благодарам и вам. Секако продолжете да не гледате црвена линија. Сега ќе поверам од Твитер нешто што извадивме како подсетување објавено на 26 јуни минатата година, 2021, на Твитер профилот на Влада на Република Северна Македонија со предлог законот за изменување и дополнување на законот за данокот на додадена вредност, ДДВ-то за прометот и увозот на електрична енергија за домаќинствата ќе се намали со цел да им се помогне на домаќинствата со намалување на нивните трошоци. Според истата мерка, она за што зборуваме денес, 1 година подоцна, сега ќе се покачи на 10%. Она што ве прашуваме е зошто никој не поднесува нов предлог закон за спречување на сиромаштијата и анкетно прашуваме дали воопшто можеме да ја победиме сиромаштијата. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, црвена линија. Они ќе забават струјата за фирмите да кои донат, кои ќе донат. А сега ќе разгореват струјата. Како не ги стапи? Да не важат како да не важат. Секој треба да повече во свет. Совако. Сваки лажат ќе стапи преваранти. Тоа е преваранти не е свет. Па тога е луѓе не важат. Ти вода пиеме, не пиеме нам. А тоа ја не знам што е. Па дај, како Србија што направи, дај како ние земји што направи. Дај, вие, ја довеќе, си вика, кај да си не тио појти, си ти не појти. А тука којди вика, тато да е, кој вика, тука којди појти, скапо до трапо, не знам, тука се краде им се богатат и нема да помете се во твет никој. Хвала пријатно. Благодарам многу до гледачот кој што се вклучи во црвена линија. Одиме со нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и вам. Па еве прашање што ги прашуваме сите оние кои што не следат на Инстаграм. Ќе победиме ли сиромаштијата? Па да ти кажем, Тинче, мене ми се чини нема никад да го победиме сиромаштијата. Како почна приватизацијата, знаеш, ние некако многу почнамо да идемо надоле. И еве до кој крај го докарамо, нели поготово ние жените, мене друго не ми е ништо чудно, ама за маслото 60 денара ни беше скапо, нели. Леле сега 130, 140, па ти кажем, овој стварно додека ќе иде да не можеш да улегнеш у продавница, а зашто сме се радовале мали пензии, еве не ги качуваат во 40 години стаж, по 12.000 пензија, па овие стечајци, нели тој, па не е плаќано, па по 4 сата, значи, да ти кажем, не знам. Дај Боже, Господ да помогне, да го победиме, сите, не знам како да речем, не знам, али како што е сега, се надоле, да бидеме жива и здрава, поздрав, убав викенд и се наубаво поздрав. Благодарам многу, ви посакувам и јас убав викенд. Ево имаме и такви гледачи кои што ни лекусо јасно, дури помалку од 90 секунди го кажуваат својот став. Каков и да е, се разбира, секој став е добре дојден, особено ако доаѓа од вас, драги мои. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Па истото и прашање, ќе ја победиме ли сиромаштијата? Јас секогаш сум оптимиста, нормално дека ќе победиме сиромаштијата, само треба малце политичарите да изгласаат некој, не мора некој, него да изгласаат закон, кој што ќе се утврди потекло на имот. Секој имот што е стекнат нелегално, кој што не може да се докаже, треба да се врати од државата, односно на граѓаните. Така да, тогаш многу полесно би било, затоа што во Македонија дојдеа доста екстремно богати луѓе и многу сиромашни луѓе. А и друга причина е затоа што ретко кој сака да работи нешто. Слушам од претходните гледачи кои што кажуваат дека скапа е храната. Да, храната е скапа затоа што никој што не сака да произведува храна.
А доколку храната иде од увоз, нормално да ќе е скапа. Значи, јас сум од западниот дел на Македонија. Тука се гледа доста необработено земјоделско земјиште. Исто така никој не сека да се занимава со сточарство, овчарство и така натаму. Затоа е скапо млекото, млечните производи, месото и така натаму. Еве ќе искористам вашето присуство да прашам кои се вашите прогнози, дали ќе го следите Европското првенство ракомет за жени, кога играат утре Македонија и Франција, како ви изгледа резултатот? Па јас се надевам дека ќе победиме. Така, победата секако ќе биде жилба на сите нас и ќе навиваме за девојките кои што утре ќе играат на теренот со репрезентацијата на Франција. Одеме со вклучување на нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Македонија, Франција игра, Борис Трековски. Така е, утре во 18 часот. Сакам сиромашија победување, да каже Ане. Тоа уште посиромашни ќе бидеме. Кога светли и ми се плашата што да кажам јас. Зборувајте преку слушалка, намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро ќе се слушнеме. Така, знам дека ако нешто повторувам во бесконечност, и тоа веќе втора сезона, драги мои, тоа дека се е окей, додека нели не е вклучен тонот на телевизорот. Така да имајте впечаток дека ме барате телефонски, се јавувате во Црвена линија телефонски, телевизорот не постои, а се што зборуваме само преку слушалки, тогаш нема да има проблем. Ајде да се обидеме сега со новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, мене тоа ми е најважно, па според вас ја победивме ли? Дали ја победивме сиромаштијата? Да. Па не ја победивме, таму на работа, таа не победи нас. Проблемот мислам дека ќе го решиме доколку се вратиме на корените. Ако престанеме да мислиме дека на бетонот се расте се, тогаш можеме да рачунаме дека ќе победиме сиромаштијата. Сите кукаат за зејтинот, знаете, скапе. А ајде ги прашаме кој чува свињи дома. Си јајцата биле скапи. Ајде ги прашаме кој чува кокошки дома. И кај чува, дали чуваат уопште. Епа, никој не чува, сите сака да купат, а после им било скапо. Така нема. Во тешки времења се бара чаре, излаз се бара и се бара секоја можност, ако може да се најде полесен пат до храна. А како го коментирате најавеното покачување на ДДВ-то за електрична енергија од 1 јануари 10%, што се Ама видите, тука нема што да се коментира, тоа беше реално и треба да се очекува. Македонија секогаш произведе скапа струјата, луѓето треба да знаат. Тоа е една работа, втора работа. Масовниот напад на владата и на буџетот дека сите бараат помош од негдека, а сите знаеме дека пари нема. И сите јавно кажаме дека парите се на некој ќе земете од едно место, ќе дадете на друго место. За мене тоа и беше очекувано дека државата ќе мора да покачи доноците, затоа што сите бараат пари, а пари нема. Тоа Големо благодарам што се јавивте во Црвена линија. Топло препорачувам, продолжете да не гледате и одиме со ново видување од нов гледач. Добар ден. Добар ден. Се надевам дека се слушаме, уште повеќе се надевам дека е намален тонот на ТВ приемникот и дека зборуваме преку слушалка. Ево уште еден обид. Добар ден. Море и телевизорот ќе го изфрли ако треба. Само како човек гледаме после. Тоа е вака, во изместени вредности не може да очекуваш ништо линеарно. Значи, изместени вредности човекови. Тука нема ни партии, ни политика, ништо нема никому да се лути. Тие што го овој систем, релативизм, го донесува, тие требат на едно купче, како револуционерно мало е палењето, нема друго што. Овој народ е мирен. Тоа е, дали е мана или е доблест или е вредност, тоа нека цени некој друг. И да донесеш во државава закони
koji samo na malčinstvo, na mal broj, znači na mal broj ljude im je arno, to не е вред нещо. Значи да се вратят вредностите со кого? Какви закони се носят сега? За денес, 2 денара, 3 денара, той покачи тамо косенки, татко му настанio в избор или било как. Значи не е проблем и друго, zato да се достави от Скопје, ние направихте, държава си направихте. Сега и Ракометов само ние ќе... Благодаря многу што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Одеме малку кај твитерџиите да има еден интересен твит. Сега ќе погледнете како изгледа на Ана Стевана, објавено на 4 октомври. Вели, кога од влада ќе ти речат ќе има благо покачување на сметките за струја. Ова е малку поинаква математика, пресметката дава нешто друго. Сигурно 248 плюс 208 не се 4416. Но сигурно имаме гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Се слушаме? Да, се слушаме. Ја победивме ли сиромаштијата? Види, ќе победиме сиромаштијата многу едноставно. А тоа е едноставно од 90-та навака сите рами да ги вратат парите во буџетот. Само така можеме да ја подобриме сиромаштијата и да се избавиме од ова што ни се случи. Овој Љупчев прилив се, веќе се представувам јас, на сите рами од 90-та навака да му се одземи се. Кој што имаше до 90-та, тоа да му стане. Другото се што го крадено надвор во буџет. Мислам во буџетот на државата. Само така ќе бидеме здрава држава, ќе има за секого, а не само поединци да ужива, благодетите да ги ужива во државата, и селаните да се вратат в село, да си произведува, да се напреди малку земјавалија. Само кука, се наполнија градојде со свободиште, треба да бидеме отворени. Тука е и проблем. И арамите подхитно да ги врата пари. Благодарам ви, пријатно, толку од мене. Благодарам секако и од Црвена линија што земавте активно учество во ова издание. Продолжете да не гледате, причина ќе бидете гледачите кои што ќе ги вклучиме како овој сега. Добар ден. Дали се слушаме? Одлично ве слушам, добре ни дојдовте во Црвена линија. Благодарам. Дали ќе можеме да ја победиме сиромаштијата више, така ли? Да, дали ја победивме сиромаштијата? Дали ја победиме? Сиромаштијата ќе беше победена оддавна, од 91 година наомо, ако нашите функционери нема лепливи прсти. Наместо да направат некоја централа, зашто сега се околу струјата се врти, тие го правија Скопје 2014, правија шмизли, правија војни на коњи, правија магариња и чуда. Чуда го направија Скопје како Дизниленд. Да направја едно-две централи, ќе немаше сиромаштија. Ќе имаше струја и за пекари, и за млекари, и за све. 5% ова, па 5% рече владата дека ќе има покачување на ДДВ-то. Само не знам дали рекла дека ќе има после нова година, али 5% така, 10... реално. Ке се покачи за 10%. За 10% нека биде. Не е страшно. Сега дека работа коцкарниците, кои се на секој чекор, ни Скопје, ни со останалите градови. И сите кафани работа со едно скопско пиво 100 денари, нема сиромаштија. Тино. Тоа е јасно дека им е на секој македонци, нека не кука више. Нека дигне главата, нека засука ръкавите, нека работи. Цениме што се вклучивте во Црвена линија, уште повеќе цениме и што споделивте кој е вашиот став во однос на тоа дали ја победивме сиромаштијата. Да видиме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Па еве што ќе кажете, ја победивме ли сиромаштијата? Која сиромаштија да ја победиме? Ние победивме животот што го имавме, што го изградија нашите родители, ние се запустивме, му е дадена државата да ја вода луѓе, да не употреба некој лош збор, кој се склони на криминал и сега не се кажа еден со друг, едниот имал 100 милиони, другиот не знам колку имал.
Тие луѓе воде држава и да донесат тоа дележе, а најкриви сте ние, работниците, работените. Ние ки не се поумонивни, ќе сте оделе во трудот, ќе ни давале до пензија технолошки вишок, ќе седиме дома и нема да работиме. Во Македонија ништо не се работи. Во Македонија дојдовме да увезуваме жито, шеќер и масло. А извозвавме, бевме меѓу најголемите извозници. Се направивме само да ја запустиме од држава. Јас не гледам и не знам ова, така повикувам, на каде значи тоа. Не знам дали во војската има луѓе генерали, да влезе во парламентот, тоа се што е тамо, та багра се да затворат, да воведа воена состава, ту не се исправа работите, никако да се не мрда. Ќе беа готови чебрени галиште. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Јас ќе направам една напомена. Без навредливи зборови, секако без зборови кои што имаат тенденција да укажуваат на насилство. Како и да е, благодарам за сите оние кои што еве активно го вртите телефонскиот број 023076677. Граѓаните се оние кои што директно го живеат секојдневието, кој што мора да признаеме е вистински предизвик да се издржи во последно време. А дали ја победивме сиромаштијата, ќе видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонијо. Ја победивме ли сиромаштијата? За да се победи треба да имате влада која отвора фабрики, која знае да води вистински држава, која сака државата, која се бори за државата, која не ја предава тавна влада, способни луѓе докажани експерти во економијата кои отвораат фабрики, а не да не водат во колапс. СФР ја ограбија, ја уништија со 2000% инфлација, кон тоа водат и Македонија сега. Инфлацијава си расти за 30 години независна Македонија, СДС кога е власт, фабриче не отвори, фабрик не отвори. Како ќе ја спречиме сиромаштија, ако СДС само затвора фабрики, а Гулабарник немаат изградено, да ве прашам. Друго, кога беше ВМРО, се граде автопати, десетици илјади луѓе работеа само по тие автопати, а овие ги блокираја СДС кога дојде на власт пред 5 години. Возиме по несигурни патишта. Според вас пред 5 години дали имавме сиромаштија? Сиромаштија имало, но тогаш многумина работеа, фабрики се отвара, индустријски зони, се градеше Македонија, спортски зали, училишта, болници, автопати, булевари. Тоа беше работна рака вклучена. Сега ништо не се гради. Кај е та работна рака? Ја протера во странство. Еве, кажете ни вашата прогноза и за утре, бидејќи имаме тема плюс Македонија, Франција, ракомет надпревржени, како ќе заврши? Јас секогаш навивам за мајка Македонија, да сме најслаби, ќе викам дека ќе победиме. Тоа е така е. И мило ми е дека имаме држава независна, дека имаме спорт македонски. А СДС беа против држава македонска, против македонски спорт. Така е, секогаш Македонија во срцето и секако утре ќе ги поддржиме девојките на теренот и ќе навиваме само за победа. А сега да видиме дали ја победивме сиромаштијата, да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ало. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Вака. Сиромаштијата дали ја победивме? Малку интересантно е и парадоксално. За да ја победиме сиромаштијата, ние без разлика, дали е ВМРО, дали е ДУИ, дали е СДС, тие се сите три апашки партии кои се наполнеа. Кај нас треба да дојде некој пророк од страна што нема страх со железен оклоп да не може никој да го убие и да стави ред. Овака, ма не ВМРО, не СДС, па сега овој Заев, па Заев па не Растко Ретен, тој па и од политички, и од финансиски, и од сите аспекти ни ја закупа Македонија. И ја закупа и тоа за веки векова. Заев треба да не знам што тој човек, што да му се направи, тој не треба да...
Благодарам многу за јавувањето. Иако, еве, подсетивме неколку пати и постојано зборуваме, внимавајте само да не користите навредливи зборови и секако не говор на омраза и насилство. Секако може да се каже ставот и секако нема потреба од навредливи зборови, а да поентирате и да кажете она за што стоите вие. Одеме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Не е намален тонот на ТВ приемникот. Ве молам, направете го тоа да зборуваме. Одлично. Се слушаме ли сега? Црвена линија. Се слушаме. Драго ми е. Па еве, според вас си ја победивме ли сиромаштијата? Само јас имам едно прашање. Сега ако правиме ние за струјата, целите градови на Источна Македонија после 1 часот нема никакви улични струи. Зошто СМС на нас ни наплаќа за улично осветлување? Тоа сакам да поставя едно прашање. Ќе биде забележано, ова е одлично, интересно. Затоа е важно да ни се јавувате, еве доаѓаме до овакви информации. СМС, например, исклучени се последно 12,5 1 часот се е исклучено, се е мрак. Зашто наплаќа на народот, наплаќа струја за улично? А што ќе кажете за тоа што се најавува покачување на ДДВ-то за струјата од 1 јануари? Па што да кажем? Што има да ви кажат? Ќе дотепа народот сиромашен, така сиромашен, што друго да ви кажем? И така не утепа, сега ќе не дотепа, некој си печали, а другите умира за глад. Тоа е тоа. Излезни гласа ги добијат и после сечат се што им е. Секако не би биле црвена линија ако не проговориме за случувањата утре. Ракометарките наши ќе одиграат со Франција, стартува Европското првенство ракомет. Постакувам успех на нашите ракометарки на Македонија. Пријатна вечер и сте на југо. Големо благодарам пред се што се јавивте. Еве, колку е важно нормално да се вклучувате, бидејќи добиваме информации со кои што ќе се информира јавноста и ние ќе имаме во предвид токму како што не информираше и гледачот кој што, колку што заклучив, се јави од источниот дел на земјава. Продолжете да не гледате, а да видиме што ќе ни каже новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Повторно се слушам на телевизорот. Намалете го тонот, ве молам. Добар ден. Добар ден, секој добро. Намалете го тонот на телевизорот. Ало? Дали го стишавме телевизорот? Зборуваме преку слушалка? Намален. Одлично, повелете. Да. Ве слушаме. Да. Дали ја победивме сиромаштијата? Да или не? Ништо, гледачот се исклучи, еве повторно напоменам, гледате што се случува ако не го намалите тонот на ТВ приемникот. Нема да се слушнеме добро и ќе ја испуштите можноста, нели, да го кажете вашето мислење. Ајде да видиме сега како ќе биде со новиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме црвена линија? Уште едно добар ден. Црвена линија. Се добива печаток дека имаме некој на линија телефонска, но за да зборуваме во црвена линија најверојатно не е намален тонот на ТВ приемникот. И знам дека е досадно и се повторуваме неколку пати, ама еве, ќе дадам уште една шанса и навистина тоа е единственото нешто што треба да го направите од кога ќе го завртите телефонскиот број 023076677. Добар ден, црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Нека е убава ноќта прво да си ја поминиме, а за коментарот нема за Македонија повеќе што да се разговара. Пошто Македонија, ја ќе преживејте уште година, 2 до 3, ја ќе ја разневидат. Колку се паметни граѓаните, не верувам толку да се паметни овие што се во
собрание, парламенти, што ти ја знам. Тие се платеници од тие Америка да се дорастурит преку Англија, Франција и Русија, исто како што било порано. Замисли ти со обичен работник да ти кажи тебе Албанија и Србија ќе ја подела Македонија. Затоа направи Балкански сојуз, некакво без граници држави, слободен проток. На што слободен проток? На ништо. А иначе за струјата, за она, тоа е нормална работа. Се поскапило и струјата ќе поскапи. Другото отишло 100%, струјата не е 100%, уште отидена. Нафтата отиде 100% за 5-6 месеци. Кај другите? Според вас, какви мерки треба да се превземат со оглед на тоа што минатата година времена мерка беше намалување од 18% на 5%? Одма подхитно нова влада. Цениме што се вклучивте во црвена линија и искористивте можноста, она што сметате дека треба да биде споделено со јавноста, го направивте во своите 90 секунди. А новите 90 секунди се резервирани за новиот гледач. Добро вечер, ке речам. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Ја победивме ли сиромаштијата? Тек доаѓа тоа. Ќе биде уште понагоре од колку што е моментално. Него јас имам едно прашање. Јас се наоѓам надвор од државата. Јас сум стале речи надвор, живеам 50 години сум надвор од државата. И доаѓам во година дена, еднаш, од месец дена. Дали 3 недели, дали 2, дали 2 месеца. Ние со таа уличната струја од 184 динара. Зашто, дали има некоја могуćност и до кој треба да се обратиме, зашто ја ние плаќаме уопште таа, не користиме ништо со години, а плаќаме. Тоа ме интересира. Закон сигурно да има, али не мора да и постои некој закон или да има нешто за тие луѓе кои се таквија како мене, надвор од државата, кои со години, прошла година и препрошла година не дојдов ичи. Значи од короната, оваа година сум тука 3 недели и сега само си плаќам 184 динара секој и 150 беше заправо и што знам 149. Едино што можеме да кажеме да се обратите до ЕВН. Ајде за Македонија, кои се вашите ракометни резултати утре над приварот, како ќе заврши? Се исклучи гледачот. Драго ни е што и кога доаѓате од другите земји на гости во својата татковина, гледате црвена линија и се јавувате во ова издание. Одиме со реклами, малку да ве одмориме, а потоа и со резултатите од анкетата. Како што и сегогаш бива по рекламите, време е да ги соопштиме и резултатите на денешната Instagram Story анкета. Ќе ве потсетам само за следете на Instagram, црвена линија. А сите оние кои што не следат и зема учество во денешната анкета на прашањето дали ја победивме сиромаштијата, со да одговорија 14%, а со не 86%. Јас ве поздравувам тука, ве препуштам на програмата на Телма телевизија. Задолжително гледате го вечерашното издание на Топ Тема. Имајте убав викенд, а јас и вие повторно во истиот термин од понеделник. Довидување.